Густа магла и маскирани лица. Граѓаните се штитат од коронавирусот, но и од енормното аерозагадување. Македонските граѓани оваа година се гушеа од отровниот воздух, кој само повремениот ветер го симнуваше под дозволената граница. И во 2020 година никој не успеа да ја помести Македонија од самиот врв на светската листа на земји со најконтаминиран воздух. И Скопје одлично се држеше во силната конкуренција со Нью Делхи, Лахоре, Калкута, Џака, Милано, Приштина. Остана при самиот врв на листата на најзагадени градови на глобално ниво. Загадувањето рива рекорди, но локалните власти како да дишат планински воздух. Алфа писмено се обрати до сите скопски општини, што конкретно направиле во последните 12 месеци за да го спрешат црнилото на еколошки план. Одговор добивме само од 6 општини: Центар, Карпош, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Шуто, Оризари и Сопиште. Заедничко за сите е дека преземаат активности, мијат улици, посадуваат зелени површини, чистат депонии, дури и инспекторите постојано биле на терен и ги санкционирале сите непочитувања. Скопјани сепак не успеа да видат ефективен резултат од ангажираноста на локалните власти. Мерните станици на PM10 честички не престанаа да регистрираат црвена зона. Граѓаните по социјалните мрежи не престанаа секојдневно да си го бараат основното право – да дишат чист воздух. Овие нашите политичари се прашувам каде живеат, па толку си игнорантни спрема овој проблем. Отруени сме од смог, не се дише. Па молчиме и они си тераат. Ситуацијата не беше многу поразлична нито во останатите градови. Во Струмица беа измерени опасни 300 микрограми. Магловито и загадено беше и во Кавадарци, Команово, Гостивар, Велес, Свети Николе. Загрижувачка е состојбата и во Тетово. Тетовци барем не очекуваат од властите дека ќе превземаат некакви мерки. Сами ќе се пазат, оти надлежните велат не ги интересира. Треба да земат нешто, мерки. Треба да земат, само тие знаат што треба да земат подобро. А дали нешто се прави? Тие сигурно знаат, а се прават дека не знаат. Тие локални власти овде не ги интересира. Овде е како да нема држава, разбираш? Овде правиш секој што сака. Екоактивистите гласни, но има ли кој да ги слушне? Во секоја прилика во текот на целата година укажуваа за неподносливото загадување и итните мерки кои треба веднаш да се преземат. Не е добро да се остават граѓаните во толкаво загадување во време на пандемија, пошто било какви болести со дишните патишта може да завршат на COVID. Затоа мислам дека треба властите и локалните и централните да се покажат одговорни и одлучни. И додека луѓето дишат загаден воздух, собранието ги одби речиси сите амандмани на одва иницијативата прераспределба на буџетот. Само 1,3 милиони евра беа одвоени за борба против аерозагадувањето. И по сите аларми локалните и државните власти мирно спијат. Загадениот воздух како да не стасал до нив. Премиерот Заев најави дека во буџетот за 2020 година се предвидени 100 милиони денари за борба против аерозагадувањето. Дополнително, тој рече дека од ЕСМ ќе се обезбедат 10 милиони евра за субвенции за инвертори, без да се пресметат посебните буџети кои ги имаат предвидено од министерствата. Планови и најави имаше, но реализацијата граѓаните не ја видоа, ниту екоактивистите. Ке дочекаат ли македонските граѓани апликацијата Мој воздух да им покажува воздухот е чист, земи длабок здив?